Добар ден на сите. Зелениот караван денеска е во Гостивар во рамки на проектот Зелените доаѓаат, што Цивил го спроведува во соработка со фондацијата Хајнрих Бел од Сараево. Главната поинта, главната цел на проектот и на нашиот зелен караван, причината поради која што денеска сме тука, е промоција и јакнење на јавната свест за зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот, начинот на кој тие се поврзани и како ние како јавност и како граѓанки и граѓани, меѓутоа и носителите на одлуки може да влијаат во нивната промоција како на локално, така и на национално ниво. Најпрв ќе се поканам с мојата драга другарка и колешка на неколку, да ни каже и она неколку реда за околу проектот, а потоа е градоначалникот Арбен Таравари. Повели Диана. Përshëndetje, mirë se keni ardhur të gjithë sot këtu. Siç ju tregoi kolegja ime Biljana, ky takim sonte është në kornizat e projektit Po Vin të Gjelbrit, do të thotë karavani i Gjelbrit civilit sot është në Gostivar për promovimin e vlerave të gjelbra. Vlerat e gjelbra, siç e dim të gjithë, paraqesin drejtësinë sociale, vlerat evropiane dhe antinacionalizmin. Sonte me ne në përkënaqësinë tonë të madhe është edhe kryetari i komunës Gostivar. Unë nuk do ta zgjash shumë se kishim dëshirë edhe ai të jep një fjalim të shkurtër për vlerat e gjelbra të Gostivarit dhe të gjitha aspektet e vlerave të gjelbra. Urdhroni, zotëri. Здраво до сите, јас ќе зборам македонски за да не преведуваме, да не трае подолго. Пред се би сакала да и се заблагодарам на невладината Цивил, која што секојаш знае да не удостои со присуството и со активностите што ги организира во Гостивар, исто така и на невладината Гвеко од Гостивар, кој што исто така заедно со општината имаме релативно добра соработка. Во склоп на ова и општина Гостивар веќе започна со одредени активности. Гледате позади нас се велосипедската патека во Кеј Вардар, која што направивме со мала инвестиција, меѓутоа изгледа убаво. Веќе успеавме дури километар и пол или 1500 метри да направиме велосипедски патеки. Како општина може да се пофалиме дека сме меѓу ретките општини кои што има огромна количина на зелени површини. Посебно овие 3 години сме инвестирали во такви мали паркови. Скоро да нема населба или село во општина Гостивар, кои што се во територијата на општина Гостивар, во кои што немаме зелени површини. И така ќе продолжиме и во иднина. Утре повторно не чекаат одредени активности. Ќе биде ден кога нема да користиме автомобили воопшто, туку ќе биде ден на велосипеди во нашиот град. Ова е веќе втора година што организираме ваква активност. Уште еднаш да се надеваме дека сите ние и локалната власт и централната власт што повеќе внимание ќе и дадеме на екологијата и на значењето на сите активности кои што помагаат за чист воздух, чиста почва и чист вода. Ви благодарам на сите. Добар ден на сите, мирдита, гюнајдан. Јас сум посебно почестен од гостопримството на Гостивар како општина, која е наша неодминлива дестинација на сите наши проектни мапи, се подразбира тоа. Гостивар е пример за многу позитивни нешта. Се разбира, Гостивар е исто така и општина со голем број предизвици, кои несомнено се дел од македонското секојдневие. Денеска сме тука, како што најавија колешките Билјана и Диана, за да промовираме зелени вредности, социјална правда и антинационализам. Тоа се 3 изрази или 3 категории, 3 области кои Цивил во соработка и партнерство со Хајнрих Бел фондацијата од Германија, регионална канцеларија Сараево, ја работат веќе 5 или 6 години. Ние тоа што сакаме да го промовираме во јавноста и конечно и со овој зелен караван со кој почнавме
во Скопје, втора дестинација е Гостивар, е тоа дека зелените вредности не подразбираат грижа за комуналната чистота. Или не го подразбираат само тоа. Грижата за комуналната чистота подразбира една поинаква констелација и контекстуализација. Грижата за зелените вредности подразбира пред се и над се грижа за човековите права и слободи, грижа за човековото достоинство. Бидејќи ја би сакал сега тука од овие 20 на луѓе што се присутни да прашам, нека крене рака некој што видел сиромашно семејство со соларен панел на покривот на нивната куќа. Не гледам крената рака ако не се лажам. Соларен панел не може да стави сиромашно семејство на кровот, на покривот на својата куќа, затоа што може и покривот да им падне и често им прокиснува. Соларен панел чини некои пари, кои после некое време се отплаќаат, меѓутоа, сиромашно семејство не може да го направи тоа, затоа што е сиромашно, затоа што тоа е голема инвестиција за просекот од семејствата во нашата земја. Дали во една општина каде што имате секојдневно тепачки на етничка основа, каде што имате промоција на омразата и поделбите по етничка или верска основа, дали можете да очекувате во таква општина, таа општина да биде функционална, да има чисти улици, да се грижи општината за чист воздух, за зеленило, за добро образование на децата, за добро здравство? Дали сте виделе некоја таква општина каде што секојдневно се тепаат младите по автобуси, по фудбалски стадиони или пак на улица, или пак по социјалните мрежи, а потоа да ја видите истата таа општина да просперира финансиски, здравствено, социјално, да биде чиста и здрава за живење, пожелна за живење? Дали може некој да ми посочи некоја таква општина? Во светот, не мора во Северна Македонија. Јас мислам дека повеќе од јасна алузија направив, повеќе од јасна споредба направив. Едно општество во кое нема социјална правда, каде што луѓето се сиромашни, каде што крпат крај со крај месецот, во едно општество каде што образованието не се грижи доволно за тоа да биде квалитетно за новите генерации, и во едно општество каде што владее говорот на омразата во медиумите и во социјалните мрежи, каде што владее насилство, кое често завршува и трагично меѓу младите заради тоа што се поделени по етничка или верска основа, во тоа општество нема ни грижа за животната средина, тоа е само една обична фраза. Заради тоа Цивил веќе со години наназад се залага тие работи да се гледаат во единство. Зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот се трите поставки на тоа што ние го правиме во овој проект и заради тоа сакаме денеска и овде во Гостивар да говориме на таа тема. И секогаш и секаде, каде и да одиме, ние зборуваме за тоа, дека не можете вие да кажете дека се грижите за животната средина, а при тоа да не водите сметка вашата заедница да не биде во хармонија со другите заедници и да не се грижите што е можно повеќе да владее социјалната правда. Кога ќе кажеме социјална правда, тоа не значи само социјална правда, односно социјалните случаи да бидат згрижени, тоа подразбира и добро образование, добро здравство, култура и така натаму. Квалитетот на живењето да биде подобрен и искачен на повисоки нивоа. Тоа подразбира социјална правда. И тоа е неодвоив дел од тоа што подразбираат зелените вредности за кои ние се залагаме. Зелените вредности се секако компатибилни, односно се во заедништво со европските вредности. Само што на уште едно ниво повеќе ги искачуваат и вредностите кои се однесуваат на социјалната, меѓутоа и на еколошката правда, на грижата за животната средина, на одржливата енергија, одржливиот развој. Тоа е во суштина нашата идеја зошто сакаме да ги промовираме овие вредности и зошто сакаме тоа да го работиме и на локално ниво со повеќе општини. Господинот Таравари и досега покажал слух
и разбирање за овие постановки, за овие ставови на Цивил и веруваме дека заеднички со администрацијата на Гостивар ќе успееме да го воспоставиме ова на ниво на редовно промовирање на зелените вредности токму во оваа смисла. Затоа што зелени вредности без антинационализам, односно зелени вредности од едната страна и националистички испади од другата страна не одат заедно во една општина. Едните треба да се исклучат, за да можеме да одиме напред, за да можеме да ја развиваме нашата земја, а со тоа и вашата општина овде. Ви благодарам. Се разбира дека јас останувам на располагање за прашувања, за прашања и за комуникација и понатаму и по социјалните мрежи, по телефони, се разбира лично. Веќе се договоривме со градоначалникот, веќе во четврток ќе се вратиме во Гостивар да разговараме на овие теми. Повторно. Благодарам. Здраво, јас сум Дихран Муратов од Цивил и ја извадил малце маската и одржал дистанца за што не можам да зборам со маска. Јас би зборал претежно кратко за говорот на омразата, односно национализмот. Она што прво кога стигнавме во Гостивар видовме многу бели ѕидови и рековме како бе нема нигде ништо напишано смрт за овие, смрт за оние. Малце се зачудивме. Викаме зошто е тоа така? Тоа е добра порака затоа што Гостивар од прилика никогаш и немало национализам. Тоа е она што му недостасува на нашето општество, да има секогаш вакви чисти ѕидови, да има секогаш порака која што младите би ја напишале, онаму видов некое срценце што тоа би било коректно за нашето општество. За жал, ние сме општество каде што нашите ѕидови се испишани со говор на омраза, смрт кон одредена категорија, смрт кон одредени луѓе. Тоа е она што за жал се повеќе и повеќе го гледаме, ако не на улиците, на социјалните мрежи. Гледаме дека за жал пред се младите, користејќи ги социјалните мрежи, особено TikTok комуникацијата, е место каде што наместо да споделуваат љубов, секојдневние, соработка, они шират некакви националистички пораки, но тоа младо дете од 15-16 години не може тоа да го научи туку така. Пред се за тоа се виновни возрастните. Затоа што нивните пораки на возрастните некои отворени, а за се почесто има и затворени пораки, убаво спакувани, кои што шират националистички пораки, а тоа потоа се пренесува на улица, како што гледаме за жал изминативе неколку дена. Имаме ситуации каде што навивачки групи повикуваат на некаква омраза кон одредена категорија на граѓани, нивни сограѓани, нивни комши, наши другари, кои што потоа може за жал, за среќа се уште не прераснува во некои инциденти, но за 2 недели имаме одредени категории на граѓани кои што може понатаму да прерасне. Се надевам дека надлежните институции тоа ќе го земат сериозно, ќе ги санкционираат сите кои што шират говор на омраза, кои што од Facebook, од TikTok ќе прераснат во графити, па од графити ќе прераснат на улица, па од улица може да прераснат во конфликти. Јас тука би запрел, би им дал сега збор на ГВ Еко. Значи ГВ Еко е еколошко здружение во Гостивар, кое генерално се движи во правецот на зелените вредности. Главното мото или главната цел на ГВ Еко е Гостивар град во кој живеат граѓани кои се грижат за животната средина и своето здравје. Гостивар град во кој се креираат политики за чиста животна средина и Гостивар град кој активно учествува во борбата против климатските промени. Најпрво би сакала да зборувам општо за еколошката политика, која повеќе не е на споредниот колосек, меѓутоа сепак еколошката политика повеќе постои на хартија и има голем недостиг од имплементација на еколошките планови.
Многу пораки секојдневно гледаме од типот спаси ја планетата, грижи се за животната средина, но можем да кажем дека и како граѓани, и како општество, многу несериозно и бавно правиме вистински промени. Еднаш на моите ученици им дадов задача да состават листа на приоритети кои им се најважни во животот. И на почетокот на таа листа сите има напишано да бидам здрав и жив. Значи никој немаше напишано пари, бизнис или добар автомобил. А за да бидеме здрави или здравието е директно поврзано со чистата животна средина, со чистиот воздух, чистата почва и чистата вода. Секој поединец е одговорен за чистата животна средина и постоењето на животот на планетата, меѓутоа граѓаните често ја подценуваат екологијата, ги подценуваат еколошките акции, знаат да кажат се среди, само екологијата фали или што можеме ние да направиме. Каде сме во моментот? Во моментот сме диви ѓубришта насекаде, систем за селекција на отпад немаме, се уште ги сечеме шумите и ги загреваме домовите со дрвја. Големи загадувачи се во населени мести, инфраструктура со велосипедски патеки немаме, тротоарите се претворени во паркинзи, фрламе ѓубре насекаде во природа, по улици, во реки. Сечеме дрвја за да не ни прават ѓубре со лисја. Во поглед на зелените доаѓаат, значи сакам да кажам дека дрвјата се најефикасни против глобалното затоплување и климатските промени. Тие го абсорбираат јаглерод диоксидот од воздухот и го намалуваат. И научниците тврдат дека со садење на трилион дрвја во уништените шумски подрачја реално ќе се спротивставиме на климатските промени. Најефикасната борба против глобалното затоплување е масовното пошумување. И само како податок ќе кажам дека во Филипини е усвоен закон со којот студентите се бара да засадат барем 10 дрвја ако сакаат да дипломираат. Како ќе се однесува земјата ако продолжи понатаму нејзиното загревање? Значи, подрачјата што се, да речем, постудени ќе станат потопли, со загревање, нели, дел од животните ќе се обидат да се преселат кон постудени подрачја, дел од растенијата ќе исчезнат, предизвикувајќи изумирање на дел од животните. Ефектот ќе биде сличен и врз култивираните растенија и домино ефектот ќе биде повеќе од забележителен и сериозен поради фактот во природата е се поврзано. Затоплувањето на земјата ќе доведе до исклучителни лоши временски услови, многу силни урагани, бури, поплави и земјотреси. Јас се надевам дека и како организација, и како град ќе успееме, нели, да го направиме еколошки и онаков како што заслужува да биде. Јас би ве поканила доколку имате, ти благодарам многу, Валентина, јас би ве поканила било кој од вас доколку има некои прашања или да додаде нешто, се извинувам, или да додаде нешто на темава. Повелете. Само ќе ни се представите, јас ќе го померам столчево. Добар ден. Јас сум доктор Ахмед Салмани, председател на Сдруженијето ГВЕКО. Сакам во врска со темата да додадам едно многу битно прашање, а тоа е систематското поставување на оваа држава. Оваа држава е подчинета на една класа на огромно збогатени индивиди и мислам дека ние како друштво треба да им се супроставиме. Ако не го направиме тоа, нема ни криминалот да се тргне од нашите улици, ни дрогата, нити ќе имаме чиста животна средина. Нема да имаме ни демокрација, како што немаме, и нема европска иднина за Македонија со ваков систем подчинет на екстремно богати индивиди. Благодарам. Mirë, unë e falenderoj civilin për këtë punëtori, së bashku me shoqatën ekologjike GVEKO.
dhe shfrytëzoj rastin që në emër të komunës së Gostivarit, nesër, në ora 10, i ftojmë të gjithë qytetarët që së bashku të marrim pjesë në një defile që do të mbahet në pjesën qendrore të qytetit me moton një ditë pa automjete. Благодарам за цивил за ова работилница и за ГВЕКО од Гостивар и го користам ова прилика на име на општина Гостивар. Ги поканувам сите граѓани утре во 10 часот до 12 часот да присуствуваат на дефиле со мото град еден ден без автомобили. Благодарам за учеството. Јас би сакал, ако нема уште некој коментар или дополнителна информација, да им честитам на организаторите на акцијата Еден ден без автомобили, бидејќи и Гостивар, како и многу други градови во земјава, имаат голем проблем со сообраќајот и со загадувањето кое доаѓа од сообраќајот, а се разбира и со организирањето на тој сообраќај, со паркинзите и сето тоа. Особено за Гостивар морам да кажам дека ако успеете еден ден без автомобили во Гостивар, тоа ќе биде навистина подвиг. Треба навистина да се договориме со колегите, колешките од медиумите овде да ни испратат снимки за тоа да го овековечиме на што е можно повеќе платформи. Јас би сакал исто така да ја искажам нашата солидарност со општина Гостивар во поглед на депонијата Русино. Тоа е еден голем проблем со кој општината се соочува долга низа години и верувам дека со мудрост, со експертиза и со отвореност кон нови алтернативни решенија ќе може да се направи нешто извонредно во врска со отпадот во Гостивар и во регионот. Русино е регионална депонија. Верувам дека доколку се постават неколку опции на маса, постојат и заинтересирани инвеститори и сето тоа, мислам дека е паметно да седнат сите страни засегнати и да разговараат за најдобро можно решение за депонијата. Депонија мора да има и таа некаде мора да се постави. Се разбира, во согласност со технологиите и со новите алтернативни решенија, можете да најдете одлично решение. Ние доаѓаме од Скопје, знаеме како изгледа тоа. Меѓутоа, знаеме исто така дека во помалите општини и помалите региони тоа може многу подобро да се реши и да биде пример за тоа како да се решаваат проблемите и во големите градови. Јас на крајот би сакал, доколку нема уште некој да се пријави за дискусија, добро, повелете. Ви благодарам. Добро, јас ќе зборувам како советник на општина Гостивар, заради тоа што ние сме гласот на граѓанинот. Ќе зборувам лично како представник на една партија и како представник на граѓанинот во позиција советник. Ние цела кампања ја вршивме на тој начин што немаше национализам. Иако сме значи Алијанса за албанците, во целата кампања на добивање на градот ние зборувавме за тоа што можеме добро да направиме за граѓанинот и мислам дека ние го докажавме тоа за што се боревме во овие 3 години. Како советник можам да кажам дека сме како група значи на советници сме соработувале со невладините организации во сите еколошки проекти што ги имале, сме ги поддржувале и со физичко присуство и со нормално гласање во советот на сите тие проекти и затоа јас сум денеска тука како биолог и да докажам дека како советници ние утре нема да го гласаме значи формирањето на советот на новото предпријатие за менаџирање на ѓубрето и сме со движењето за чист воздух. Ние си бараме поддршка од владата за дислокација на депонијата Русино.
ние бевме за системирање на ова депонија, затоа и бевме за да го гласаме и новото предпријатие, меѓутоа затоа што тоа се од долго веќе како проект, значи не оди според планот, тоа што го кажа колешката, ја колешка ќе те викнам, затоа што сум биолог по професија, во овие 2 години требаше да се направи едукација на граѓанинот за селекција на отпадот и нормално да се дистрибуираат тие канти за селектирање на отпад кај граѓанинот, меѓутоа тие што се произнесуваат како финансиери на проектот, уште не е направено тоа. Тоа нам не ни дава многу надеж дека проектот ќе се одвива според тоа што е планирано, а проектот е планирано да се одвива во следните 10 години, што е предолг период за системирање на една депонија, така што нема исто така солуција за ѓубрето што е таму, затоа што тоа е една еколошка бомба за која уште нема соодветно решение. Како биолог не верувам дека само со отрупување со земја тој отпад нема да биде штетен, затоа што не ни е објаснето за подземните води кај одат тие, кај завршуваат. Можеби граѓанинот си дава своји заклучоци само според тоа што е видливо, значи некоја вода со боја, меѓутоа не мора да значи дека тоа е штетна, може да е и со органски материи, значи може да е составот на таа вода, значи ни требаат специјалисти кои што ќе вршат студии на таа вода што протекува од тоа ѓубре, каде завршуваат радиоактивното ѓубриште, за кое треба многу илјадници години за да се неутрализира од земјата. Исто така би сакала да знам, не да знам, ја знам, затоа што се заинтересирав и знам што ќе се случи со таа депонија, само ќе се направи некоја база со глина, која што нема да допушти новото ѓубриште да си ствара такви загадени води што ќе преминуваат во подземните води, меѓутоа нема решение за ѓубрето што е моментално таму, како тоа ќе се неутрализира. Исто така јас сум за не само за системирана депонија, туку и за создавање на центар за рециклација таму на ѓубрето, а исто така и за затворени фурни. Ако ќе се носи ѓубре од цел полог, значи од 9 општини, тогаш депонијата треба да биде направена на повисоко ниво, да кажеме, не само системирана, да кажеме само каде што решение ќе биде само натрупување со земја. Ние ги поддржуваме, значи граѓаните, затоа што сите нивни барања се реални, меѓутоа ние немаме, значи, решение од страна на владата, кои што се одговорни за дислокација на депонијата. Тоа граѓанинот мислам дека не го знае, или тука влијае тоа кај што ќе излезам сега. Политичката поларизација, политичката поларизација која што владее, значи во општинава. Ние немаме етничка поларизација во Гостивар, за среќа. Тоа го надминавме со тоа што докажавме дека сме за граѓанинот и се што правиме, го правиме за сите етникуми, а не само за албанци, македонци или роми. Значи имаме канализација, имаме патишта во фазенерија, нели, осветлување, ставање на канти за ѓубриво, значи се грижиме исто како за фазенерија, така и за Балиндол, например, кај што имаме 2 различни етникуми и каде што на еднаков начин се грижиме за граѓаните. Сега, мене тоа што малце ме загрижува како граѓани на Гостивар е тоа што кај младите имаме присутна вандализација на општото, значи, добро. Ако ние поставуваме овде, еве може да гледате светилки, тоа ќе се крши затоа што е ставено од градоначалник на Алијанса, што не би требало да се случи со поновите генерации. Исто така сакам да кажам како советници, ние ќе поддржиме и друг голем проект што е Young Cities, кој што ни доаѓа од Лондон, проект кој што се одвива на многу
држави по светот. Ние го поддржуваме тоа и ми беше многу чудно како една англичанка ме прашува дали би поддржиле проект што не доаѓа од младите на вашата партија. Значи, мене како човек, например, како интелектуалец, ми беше многу чудно едно прашање од девојче што доаѓа од Лондона, од цивилизирана земја. Значи, ова се случува сегде во светот. И јас се гордам дека имаме градоначалник кој што не мисли на тоа ниво, не е на тоа ниво. И му кажав дека ние ќе поддржиме секој квалитетен проект што ќе доаѓа и што ќе влијае врз квалитетниот живот на младите. Да не продолжувам повеќе, мислам дека го докажавме за 3 години која е Арбен Таравари и која е нашата партија. Ви благодарам. Добро, јас во договор со моите колешки и колеги, тука би ја затворил оваа наша средба, доколку и во последен момент не се појави некоја крената рака. Уште еднаш, сакам да ја искажам солидарноста на Цивил, како Организација за човекови права, која долги години ги промовира и зелените вредности. Сакам да ја искажам нашата солидарност и поддршка за сите иницијативи кои говорат за добри, одржливи алтернативи и решенија кои се однесуваат на клучните проблеми на општината. Било да се тие во доменот на екологијата и заштитата на животната средина, било да се тие во доменот на пошироки општествено-политички процеси. Во таа смисла очигледно е дека во оваа општина постојат капацитети и подготвеност, знаење, кои што знаат да не само да критикуваат и да кажат не за одредена одлука, туку знаат да понудат и квалитетно одржливо решение. Алтернатива која ќе биде во корист на сите и може да биде и добар пример за понатаму. Со тие зборови би сакал да го заклучиме ова наше денешно говорење и среќавање. Останува повторно да се видиме со дел од вас и во четврток, а во меѓувреме имајте на ум, зелените доаѓаат.